Прилепот секогаш важел за познат и признат занаетчиски трговски центар. Уште од 13-тиот век во местноста Варош или Стариот Прилеп, како и на манастирот Трескавец, се започнати тие стокови размени, кои што се споменуваат уште во Трескавичкиот кодекс. Трговијата и занетите наголемо започнуваат да се развиваат од некаде 1800 година па наваму, а сето тоа кулминација доживува во 1855 година, кога се формира надалеку познатиот Прилепски панаѓур, кој важел за еден од најдобро организираните на Балканот и кој за жал некаде после 1880 година започнува да замира. Меѓутоа, Прилеп како занаетчиски центар го губи своето значење негде со изградбата на пругата Скопје-Солун, исто така се изградила и пругата Битола-Лерин. Така да Прилеп останува еден слеп дел, слеп колосек во овој дел на Македонија, така да занаетчиството полека го губи својот сјај, меѓутоа прилепчаните не би биле прилепчани до ден денеска познати ако сами и секогаш не се снајдувале, така да со сите своји производи тие оделе сега на местото на станите. Од целиот тој стар сјај на занетите во Прилеп, денеска скоро и ништо да не останало. Така е и со кантарџискиот занает, по кој Прилеп бил надалеку познат. Овие изработки сега може да се најдат само во музејските поставки. Последниот казанџија, кој ги доработувал и кантарите, работел некаде од 1974 па се до 1994 година. Некој кантар има со 2 чингели, некој има со 4 чингели, различен вид на тежина. Едната страна дава, ако е вака свртена, дава поголема тежина, а обратно свртена е мерење на помалата тежина. Железото, прилепските кантарчи го набувале од поречерието, од Порече и од Кичевско. Таму железото, немам информација дали го добивале како готов производ во лиена форма или отпосле лиено, меѓутоа начинот на обработка отпосле нашите прилепски кантарчи го правиле многу специфично. Овој начин каде што се мери тежината, каде се обележува тежината, е вештината и мајсторството било токму тоа, се правило под голема температура и почнува тогаш да се кали железото, се клава во тоа калењето, знаете, оди во вода и така тие остануваат зарешките и бројките, со тоа што овој тек кој оддава тежината не може да ги избриши. Друго специфично за кантарџиите е тоа што секој кантарџија си имал свој специфичен знак и белег кој го ставал на кантарот за да се знае кој мајстор него го изработил. Некогашното правило, за разлика од сега, некогашното правило во старата прилепска чаршија била да не треба да се изневери муштеријата. Затоа тие точно си знаеле кој мајстор го направил, со каква цел е направено, колку тежина може да мери. Можете да видите дека има различни видови на кантари, со помали и поголеми преносно железо, меѓутоа имаме и помали кантарчина многу, се одмелеле некоја ситна тежина, како тогаш правеле пшеница, брашно. И потоа, модифицирајќи ги тие сите работи, преминало прилепчаните и ваги. Вагите за мерење се користеле најмногу во бакалниците, во аптеките. Значи имаме и аптекарска вага, имаме и вага бакалска. Казанџиите и кантарџиите заедно имали свој празник, што им бил како патрон заштитник на нивниот занает, а тоа бил светителот Свети Атанасий. Денот го славеле на манастирот Трескавец. Прилепските кантари биле и останале едни од најубавите и најточните на Балканот, изработени според британскиот систем, кој пак бил земен од римскиот. Со замирањето на прилепскиот панаѓур, турските занаетчи тогашни во Истанбул или во Романија, во Бугарија, иделе во Прилеп специјално, целото купно производство на кантарџиите му го откупувале. Кантарџиите не го осетиле многу пропаста на прилепската чаршија, затоа што зборот и работата направена
добра се слуша надалеку. И ден денеска можеме да најдеме во различни приватни фирми или приватни дујчани во Турција прилепски ваги, затоа што или прилепски кантери, затоа што Белегов е тој што останува траен. Денес целата оваа убава историја на занечиството во Прилеп можете комплетно да ја погледнете во етнолошката поставка на Заводот и музеј од овој град.